Дуи поднесе кривична пријава против Министерството за правда, како што велат тие за сериозно кршење на уставните и законските обврски. Пред обвинителството тие ги навеле причините поради кои министерот Филков ја крши законската одредба за употреба на јазиците, бидејќи не дозволува правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Бекин Берише изјави дека министерот постапувал спротивно на членот 7 од Уставот и членовите 1, 2, 3 и 9 од Законот за употреба на јазиците, кои го признаваат албанскиот јазик како службен јазик покрај македонскиот и ги обврзуваат државните институции да обезбедат користење на службениот јазик на странките во постапките и официјалните документи. Сипас лиgjit për përdorimin e gjuhëve, institucionet shtetërore përfshirë institucionet e drejtësisë janë të detyruara të sigurojnë që proceset, dokumentet dhe komunikimi zyrtar të zhvillohet edhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve. Duke mos ofruar provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe duke refuzuar zbatimin e kësaj të drejtë ligjore, Ministria e Drejtësisë ka shkelur detyrat e saj zyrtare, ka cenuar parimin kushtetues të barazisë dhe ka vepruar në kundërshtim me rendin juridik të shtetit. Од Влен изразуваат жалење што 25 години по Охридскиот договор статусот на албанскиот јазик останал нерешен. Вице-премиерот за добро управување Арбен Фетај рече дека во овој период од 4 век дуи и низините партнери имале 7 министри за правда. Ministrat të drejtësisë nga viti 2000 deri më tani Igjet Megjiti, Ismail Dardhishta, Bilen Saliji, Blerim Bexheti, Adnan Jashari, Valdet Xhaferi, Krenar Lloga. 7 ministra shqiptar kanë qëndruar në atë ministri dhe nuk e kanë parë të rrugës të rregullojnë një problem bazik, një çështje administrative që është kalimi i një provimi në gjuhën shqipe. За полагање на правосудниот испит на албански јазик се обратиле и во Уставниот суд. Председателот Дарко Костадиновски изјави дека се очекува оценка за уставноста на законот за употреба на јазиците. Видете, јас слушнав дел низ медиумите околу тоа прашање, но ќе се воздржам од одговор. Како што пред малку реков, пред нас е законот за употреба на јазиците и неговата оценката на неговата уставност, да не прејудицирам нешто, затоа ќе се воздржам од коментар на оваа тема. Темата за правосудниот испит стана актуелна откако студентите албанци на правниот факултет потпишаа петиција барајќи од надлежните институции овој испит да се обезбеди на албански јазик.